вестите од Македонија, веднаш следува и меѓународната анализа. Дејан Андоновиќ веќе ми се придржи во студиото, ќе зборуваме за сите нови светски случувања. Повторно фокусот на вниманието не е секако Украина. Па Што има Украина, ново? да, Украина и Трамп и неговото овој судир кој го имавме изминативе денови, пуштање низ вода на Зеленски, нешто што нели Зеленски изминатите 3 години својата политичка па и воена сила ја црпеше од поддршката на Соединетите Американски држави, дојде Трамп и му ја укина. Иако во почетокот почна со тоа дека ќе ги смири, дека војната ќе ја запре, до јасно заземање на страна на Русија и на Путин, до тешки обвинувања, до јавни препирки помеѓу Зеленски и Трамп, до оцрнувањето и оквалификувањето овој дека е диктатор и неуспешен, нели, глумец или како комедијант, до враќањето на Зеленски во завиткана форма дека Трамп живее во балонот на дезинформација. Сега ова се што го кажав, го зборувавме и вчера, но она што цело време се обидуваме да го потенцираме дека можеби главната причина за овој судир не е некоја друга политика, туку бизнисот. Трамп од прв ден сака да си ги врати парите, како секој бизнисмен, нормално, вложил за да му се врати. Откако Зеленски би рекол, ќе кажам и отворено, иако не е популарно, дрско, одговори дека интересот на Соединетите Американски држави за ретките минерали и руди нема да им биде дозволено на САД да ги поседуваат. Трамп и ја сврти оваа реторика изминатите денови, дури одејќи на линија на Путин 100%. Се го прифати наративот на Путин дека зашто не преговара со Зеленски, дека вината е кај Зеленски, дека украинците се виновни и сето тоа. Сега има некакво поместување во состојбите, имено Зеленски и администрацијата на Трамп се обидуваат се да изнедат, не да ги решаваат последиците кои прв почна, туку причините. Минералите се причините. Сега има еден нов договор, каде што Соединетите Американски држави бараат 50% од минералите, вака сега да го симплифицирам, а 50% да остане во владение на Украина, каде што веќе може да се преговара. Тука веќе Трамповата администрација може да преговара, и веќе се менува риториката. Сега ќе видиме како Зеленски со Кит Келог, министерот, и со Рубио, другиот министер, преговара. Значи, Зеленски не преговара со Трамп, туку преговара со, да кажеме, овие негови соработници. Доколку се согласи, ќе видиме каков ќе биде мировниот договор што ќе биде предложен од страна на Соединетите Американски, колкава ќе биде сега поддршката, дали ќе го вратат Зеленски на преговарачка маса и сето тоа. Инаку Рубио рече дека Трамп лично е многу лут на Зеленски, а е лут поради ова јавно препукување и реторика, дури ноќеска беше, нели, по нивно време, по наше време ноќеска кај нив нели беше ден, дури беше укорен Зеленски да не претерува со изјави, бидејќи сериозно може да дојде до сериозни последици неговото однесување. Во меѓувреме Зеленски се обиде преку европските сојузници на Украина, пред се Макрон, па тука и малку и Шолц, но Макрон е посигурна варијанта, бидејќи тој е председател на Франција, а Шолц е се поизвестно во заминување, како што стојат работите со овие избори. Од трета страна, британците се прават енглези, тука се, ама не се тука. Се прават англичани у друга смисла. На она, тука се, ама не се тука. Ќе видиме што ќе биде со нив. Плюс и нивниот премиер не е нешто многу маркантен, барем не приметувам во моментов. Макрон ја презима улогата, најавува дека ќе оди да разговара со Трамп следна недела или оваа недела, не знам дали за викендов, дали веројатно од понеделник, каде што ќе се обиде да го врати процесов, да ја врати сојузништвото повторно Европа, САД, Украина. Дали ќе врати Европа на шините? Па не, да ја врати Европа и Украина, да ја вратат во игра. Бидејќи во моментов ние сме сведоци на конфронтација на американска администрација со европските сојузници. Од таму и ова го реков, Британија. И апсолутно игнорирање на Европа. Па затоа што ја повторно ќе кажам,
ова што се случува со Путин, има некаков договор. Има договор. Трамп, веројатно и неговата администрација му овозможуваат на Путин да го добие тоа што го бара, а за возврат ќе бара нешто. Што ќе биде, можеме да шпекулираме. Една од шпекулациите кон која јас се стремам да верувам е дека Трамп сака да ги одвои Москва и Пекинг, да ги одвои во ова цврсто нивно сојузништво, како ќе ги одвои, така што Путин ќе добие тоа што му треба, па утре кога ќе дојде пресметката со Кина, да му бидат врзани рацете, бидејќи има дил да не се меша. Доволно е да не се меша. Вие добивте Крим, добивте 4 територии што сте ги освоиле, 23% од Украина и сето тоа што го баравте, излеговте, ви се задржа дигнитетот да излезете победници во оваа приказна. Зеленски е минул лик, ќе го тргнеме, ќе го ставиме за лужни, кој па ќе слуша што ќе му кажеме и остајте ја работава, ние имаме политика да средуваме состојбите во Југоисточна Азија и пред се Кина. Тоа е една од предпоставките. Во меѓувреме излегува уште некои информации на тема сега тоа не можеме да знаеме бидејќи во разузнавачките агенции има се и се што, разузнавачките заедници има се и се што, има оставштина од претходната администрација на Бајден, има луѓе кои се можеби дупли агенти и сето тоа, но вчера попладно излезе една информација за која не ме чуди, не можеме да ја потврдиме, но се наведува од сериозни медиуми и од сериозни функционери дека американските разузнавачи според нивните податоци немаат информации и потврди дека Путин е подготвен да ја запре војната. Туку дека велам тие кажуваат така, се обидува да постигне да добие време, да си ги добие овие работи што ги бара и да ја продолжи целата приказна, односно ако е тоа така, тогаш се потврдуваат стравувањата на Полска, на Германија, па и на Франција, дека Путин не планира да запре во Украина, туку планира да оди понатаму. Сега јас, пошто ги следам работите, цело време имам еден прашалник, па не знам каде понатаму, што ќе оди, Париз да го освојува, не разбирам. Но, тоа се тие информации кои сме бомбардирани пред се од западните медиуми, се разбира, бидејќи овие источниви многу не можеме да ги читаме, а и тие да ги читаме, тие сигурно нема да признаат дека е така. Така да повторно станува нешто што можеме само да предпоставуваме и да пренесуваме тоа што го читаме. А тоа е дека во моментов Зеленски изнаоѓа начин како со Трамп да ја смири топката, бидејќи е свесен дека не може да му се спротиставува. Сепак администрацијата на Бајден на Трамп е администрација на една суперсила. Од друга страна, Трамп сака да си ги врати парите, повторно ќе кажам, сака да ги врати 350 милиарди долари, како што рече, кои ги вложил во Украина и мора да му се вратат. Како, бидејќи он размислува како бизнесмен пред се. Како ќе му се вратат, тој проценил дека, види, минералите може да ми ги вратат парите. Овој се спротистави, дојде до судир, изгуби подршка и сега има мало ретерирање. Денеска веќе ние немаме дека он мора да направи избори, а вчера изборите беа без избори ништо не правиме, ти имаш 4% рейтинг за Зеленски. Сега овој ако го врати процесот со минералите, ќе видиме што ќе биде како последица понатаму, но во секој случај прилично се настојчиви и Трамп и неговата администрација, гледаш како ги пуштил своите најблиски соработници Рубио, Келог, Илон Маск, конечно. Тие сакаат да ги спроведат работиве, јас повторно ќе кажам, Трамп има 3,5 години мандат, 4, но 3,5 она да може да направи нешто, мора во првите 2 години од мандатот да ги реализира плановите, бидејќи тој после тоа, освен во старосна граница што ќе влезе, ајде, не е можда многу важно у моментов, не може да биде повторно избран за претседател на САД, бидејќи еднашка веќе беше, а по нивниот устав може само 2 мандата да тера. Така да ќе се убрзаат работиве, ќе видиме дали брзо ќе се договорат со Путин. Шпекулации ќе се сретнат уште во текот на февруари, до тоа дека нема да има мировен договор доколку двете страни не ги запрат воените действија, но ние на теренот се уште имаме војна, ќе
Ќе видиме што ќе биде и како ќе биде, ќе видиме како ќе играат. Ова е буквално според мене шаховска партија помеѓу Москва и Вашингтон, каде што се влечат сите потези, а европјаните и украинците се најдоа во сендвич на овие големи геостратешки пресметки. Кина е тргната на страна, колку што можам да забележам, и мислам дека е во очекување да биде, откако ќе заврши оваа приказна и ова што го имаме назад, веројатно од после некој месец ќе го имаме Трамп и ќе го имаме Си Џинпинг. Ќе ги смениме Зеленски и Путин, со тоа што Путин веројатно ќе се биде задоволен, а од друга страна Зеленски веројатно ќе биде минато. Предпоставувам, бидејќи така изгледаат работите, пошто ако има избори, не верувам дека Зеленски ќе биде реизбран ни од украинскиот народ, а богами ни од овие надворешниви фактори кои сакал некој да призна или не, многу зависат ако имате поддршка од Западот да бидете избрани или не. И на крај ќе се пошегувам дека на крај ќе испадне она што го гледам изминативе денови, каде што велат американците ќе ги добијат минералите, русите ќе ја добијат територијата, а Украина ќе ја добие славата, онаа слава Украини, што ако испадне така како што изгледа, ќе биде трагично и едина жртва на цела оваа приказна ќе биде украинскиот народ. Благодарам многу, Андоновиќ, што јутринава беше дел од утринската програма на Слободен печат, а вие останете пратимо со нас.